Денеска православната црква ги празнува наоѓањето на главата на светиот Јован Крстител и преподобниот Еразмо. Наоѓањето на главата на светиот Јован Крстител. Великиот и славниот крстител Јован бил исечен по желба и наговор на злобната Иродијада, жената на царот Ирод. Кога светиот Јован бил исечен, Иродијада наредила главата да не му се закопува заедно со телото. Оти се плашела страшниот пророк некако да не воскресне. Затоа ја зела неговата глава и ја закопала на некое скриено и нечисто место длабоко во земјата. Нејзина дворјанка била Јована, жена на Хуза, дворјанинот Иродов. Добрата и благочестива Јована не можела да трпи главата на Божиот човек да остане на безчесното место, ја ископала тајно, ја однела во Ерусалим и ја погребала во Маслиновата гора. Не знаејќи за сето тоа, царот Ирод, кога дознал за Исуса како прави големи чуда, се уплашил и рекол: "Тоа е Јован, на кому јас му ја одсеков главата. Тој воскреснал од мртвите." По извесно време, некој познат властелин, поверувајќи во Христа, ја оставил положбата и суетата светска и се замонашил и како монах со име Инокенти се населил на Маслиновата гора, токму на она место каде што била закопана главата на крстителот. Сакајќи за себе да созида келија, тој копал длабоко и нашол земјен сад и во него глава, за којата инствено му било јавено дека е на крстителот. Тој ја целивал и ја закопал на тоа исто место. По Божја промисла таа чудотворна глава подоцна одела од раце в раце, паѓала во мракот на заборавот и пак била објавувана. Додека најпосле во времето на благочестивата царица Теодора, мајката Михаилова и жената Теофилова и во времето на патриархот Игнати не била пренесена во Цариград. Многу чудесни исцеленија се случиле од главата на претечата. Важно е и интересно е дека додека бил жив Јован не направил ниедно чудо. Меѓутоа, на неговите мошти им била дадена благодатна чудотворна моќ. Елици во Христа крести сте сија во Христа облеко сте сија.
Преподобниот Еразмо Инок Печерски наследил големо богатство од своите родители и се потрошил на украсување цркви, особено на посребрување и позлатување икони. А кога осиромашил и останал без ништо, бил презрен од сите. Ѓаволот му дошепнал дека тој залудно го потрошил својот имот. Наместо да го раздадеше на сиромаси, тој го дал на украсување цркви. Му се поддал светиот Еразмо на тоа искушение и поверувал, поради што се презрел себе си и паднал во очајание и почнал да живее безцелно и беззаконски. Кога му се приближил смртниот час, се собрале браќата околу него и разговарале за неговите гревови. Оти тој не знаел за себе. Наеднаш тој се исправил во постелата и рекол: "Отци и браќа, така е како што велите. Грешен сум и непокајан, но еве ми се јавија светиот Антони и светиот Теодосиј, а потоа и Пресвета Богородица, и ми кажаа дека Господ ми дал уште време за покаяние. Уште Богородица му ги рекла охрабрувачките зборови: сиромасите ги имате со себе на секое место, а црквите мои ги немате. И поживеал уште 3 дена, се покајал и се упокоил во Господа. Ова не учи дека ревноста за црквата и украсувањето на црквите е богоугодно дело. Свети Еразмо се упокоил во 1160 година. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански.